Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став на Телевизија Плюс. Вечерва имам чест да разговарам со директорот на Домот за стари лица Зафир Сајто од Куманово, Дејан Стојановски. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Добро вечер, добро ве најдов и ви благодарам за можноста да поразговараме за Домот за стари лица и за актуелностите што се случуваат во домот. Да. Она што е најактуелно во моментов во домот е инвестицијата која што ја реализирате. Се работи за една позначена инвестиција, реконструкција на дури 17 соби. Така мислам, што може да ни кажете со чии средства се реализира и што всушност е предвидено во самата реконструкција? Точно, во моментов, значи, во домот се одвива една така поголема реконструкција на еден цел реон во Домот за стари лица, вкупно 17 соби. Одлучивме да биде тој реон затоа што на некој начин тој беше и достасан за реновирање. Целата инвестиција е значи негде околу 3 милиони денари, значи толку е вредноста. Се одлучивме затоа што едноставно сите тие соби се дотрајани и беше потребно да се направи значи целосна замена на водоводната, на канализационата, на електричната мрежа, ѕидовите како такви да се санираат, значи буквално значи се менува во тие соби. И се надевам дека до нова година ќе заврши таа реконструкција и на тој начин ние ќе допринесеме да имаме, така да кажам, уште подобри услови за престој на постојните и на идните корисници во домот. Да, се работи за лични инвестиции на домот? Точно, се работи за лични инвестиции на домот, тоа се наши собствени средства и ја покриваме значи оваа инвестиција во целост. Да. Објектот на домот е градба од 1980 година, мислам. И претходно имаше одредени санации. Дали можеме да кажеме дека во стабилна состојба или сепак ќе бидат потребни уште реконструкции? Вака, домот и сега е, да кажеме, во стабилна состојба и овозможува елементарни услови за прием и престој на корисници во него. Меѓутоа, како што и самите рековте, тоа е градба која што е 40 години стара и која што едноставно и во тие 40 години имала максимално користење, значи на сите тие корисни простори и сето тоа на некој начин, иако низ годините се правеле одредени реконструкции, повторно значи е дојдено време каде што, како што во претходниот случај наведов, едноставно има потреба да се направат малку порадикални реконструкции и посериозни подобрувања на условите за престој во самите соби. Тоа се правело во минатото, меѓутоа еве го правиме и во последниве 4 години. Редовно за тоа беше информирана јавноста и едноставно одиме во добра насока и се надеваме дека ќе продолжиме со етапно подобрување на условите до целосно, така да кажам, модернизирање на домот. Може да ни кажете која е всушност најголема инвестиција која што досега се реализираше во Домот за стари лица? Во мноштвото на реконструкции и инвестиции кои што ги направивме како институција, би можел и би сакал да ја издвојам и по вредност и по значење, тоа беше целосната реконструкција на кујната во домот. Таа едноставно беше дотрајана и требаше по сите оние хасап правила и стандарди требаше да се модернизира. Ние таа модернизација направивме пред 3 години. И се уште на некој начин ја имаме можеби и најмодерната кујна за готвење во регионот, што се однесува до ваков тип на институции. Целата инвестиција чинеше негде околу 6 милиони евра и тука значи комплетно исто така беше реконструирана целосно и кујната и трпезаријата. Вкупниот капацитет за готвење е сега негде за околу 200 лица. Самата кујна е опремена со многу модерна апаратура и апарати за готвење и едноставно значи и персоналот и самите корисници се задоволни од онаа што успеавме да го завршиме. И оваа инвестиција беше со сопствени средства на домот? Исто така и оваа инвестиција беше со сопствени средства на домот и како што напоменав беше негде околу 6,5 милиони денари беше вкупната инвестиција на домот. Би можел да додадам дека во тој период исто така во задниот дел од домот направивме дополнителен паркинг простор затоа што
пред корона, а здравје Божи кога ќе заврши самата ковид ситуација, едноставно потребата за повеќе паркинг места е неодложна, бидејќи нон-стоп доаѓаат дали семејства, дали пријатели, дистрибутери, значи едноставно во домот има потреба од повеќе паркинг места. Ние направивме еден поголем паркинг простор, го расчистивме едно така запуштено место од дворот од домот и сега и тоа е значи ставено во функција како такво. Двете огради во домот сега се со електрични мотори, значи се отвараат со далечинско, така да едноставно се е во функција на подобар престој во самата установа. Институцијата всушност е под надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Задоволни ли сте? Добивате ли подршка од нив? Дали барате подршка всушност? Така. Домот за стари лица директно е под ингеренции на Министерството за труд и социјална политика, иако основач на самата институција е општина Куманово, така да тука имаме некои поделени обврски и надлежности спрема двата субјекти. Би сакал да потенцирам дека имаме коректна соработка со Министерството за труд и социјална политика. Сметам дека секогаш кога има потреба, значи имаме разговори на некое си задоволително ниво. Едноставно само би апелирал доколку е во можност, иако знам дека финансиската состојба во државата не е на најповолно ниво, сепак мислам дека средствата кои што институција ги добива од државата не се баш сосема задоволителни и доколку се изнајде начин преку разговори ние секако ќе бараме тие блок дотации кои што ги добиваме во моментов од државата да бидат зголемени, затоа што сведоци сме дека многу производи поскапеа, а ние сме една поголема институција која што едноставно директно е погодена и од ваквите поскапувања. Да, мислам и дека неодамно имавте набавка на одредена опрема и слично што се внесува за домот, на трешноста. Вака, значи опрема набавувавме овие години наназад, пред се значи за одбележување што набавивме целосно нова опрема за нашата физиотерапија, затоа што претходно користевме една помала просторија. Во меѓувреме, значи, кога ги набавивме тие нови апарати кои што се потребни за една физиотерапија, ја сменивме целата просторија, значи сега имаме поголема просторија, нови апарати, корисниците се разбира и нивните семејства се задоволни од она што го добиваат. Претходно, значи, исто така набавувавме, пред 1-2 години набавивме професионални машини за перење и за сушење на алишта, така да и нашата перална е подновена и е фул функционална. Ние сега практично имаме капацитет, значи, не еден, туку 2 дома на некој начин да ги переме редовно. Исто така, значи, достасана беше за замена и IT мрежата во домот, ја направивме таа замена, тоа беше исто така пред некои 2 години, тука вложивме доста средства, меѓутоа сега, значи, административниот дел и тој IT дел во домот се современи, модернизирани. И се она што мислевме дека како такво, дека тековно мора да се модернизира, едно по едно го правевме и го модернизиравме. Каква е состојбата со COVID-19 во моментов во домот? Дали има заболени? Во моментов состојбата со COVID-19 е стабилна, значи ние строго се придржуваме до оние протоколи кои што се дадени од Министерството за здравство и од Министерството за труд и социјална политика. Се надеваме дека почитувајќи ги доследно и ние, значи, доколку се однесуваме како професионалци, а досега го правеа тоа нашите вработени, се надевам дека таа состојба нема да ескалира, затоа што сведоци сте, имавме ние 2 случаеви на влез на COVID-19 во домот, меѓутоа за среќа тоа се заврши без некои поголеми последици за установата и за самите корисници. Тоа беше во првиот и вториот бран, доколку тоа беше во првиот и во вториот бран, да, беше во април 2020 година, кога имавме 2 вработени кои што беа позитивни, и потоа беше во вториот бран кога имавме и смртни случаеви, негде од прилика околу 4 лица од корисниците беа како последица почина на COVID-19, меѓутоа пак тоа беше во некои прифатливи, така да кажам,
рамки и граници, еве успешно на некој начин го чуваме домот од оваа нова болест. Да, еден од ретките може да кажем и на ниво на државата кој што успеа сепак да ја стабилизира таа состојба. Како се одвиваат посетите во моментов? Посетите се одвиваат се уште, значи ние пробувавме да се на некој начин да се адаптираме спрема она што се случува надвор од установата, значи секогаш кога постоеа услови и кога немаше голема бројка на заболени, кога целата ситуација беше по-релаксирана, тогаш и посетите беа, значи овозможувавме и влегување, значи внатре во дворот или до вратите на установата, овозможувавме и контакти со семејствата, меѓутоа како се менуваа самите услови, така и ние на некој начин правевме рестрикции и во моментов, нели, затоа што се наоѓаме во зима, кога и вирусот побрзо се шири, плюс тоа, нели, слушаме дека постојат и нови соеви, ние сето тоа го следиме и на некој начин посетите сега се строго само до во дворот или до оградата на самата установа, за да може како така да се направи некој контакт. Се намали ли бројот на корисници за време на оваа пандемија? Стравуваат ли блиските за Ковид дефинитивно си го зема својот данок, затоа што уште кога почна имаше корисници и семејства кои што своеволно сакаа да го напуштат домот. За среќа тоа не беше голема бројка. Меѓутоа, нашиот настап, мислам дека сериозно настапивме и следејќи ги сите оние нели критериуми кои што ни беа дадени, мислам дека овозможивме една доза на сигурност на сите оние кои што останаа, така да ние продолживме да функционираме, што впрочем е наша основна функција. Во меѓувреме, значи, бројката полека почна благо да расте, сепак во целиот ковид случај, во целата ковид ситуација, нели, ние бележиме намалена бројка, меѓутоа во тој период успеавме, значи, и да се консолидираме и на некој начин да направиме некои реконструкции кои што инаку кога е поголема бројка веројатно не би можеле да ги направиме. Да, колку лица во моментов престојуваат во домот? Во моментов имаме 142 корисници, а капацитетот на домот е 180 корисници. Да. А поголем број од корисниците мислам дека веќе се имунизирани против COVID-19? Да, скоро 95% сите оние кои што доброволно сакаа да се вакцинираат, се вакцинираа против COVID-19. Во меѓувреме течеше и она вакцинација против сезонски грип, и таа добро се заврши, така да, едноставно екзистираме онака мирно, тековно, ги следиме сите случувања и се надеваме дека се ќе помине како што треба. Домот одамна веќе не е регионален, имате корисници речиси од сите градови од земјава. Така, домот за стари лица за Африсајто, иако по негова дефиниција треба да биде регионален дом кој што треба да ги задоволува потребите на старите лица од Куманово, Кратово и Крива Паланка, тој веќе одамна не е, значи, таква институција, тоа е сега национална институција, затоа што скоро и да нема град или општина од каде што немаме корисник, а сето тоа поради причина што едноставно капацитетите на домовите за стари лица се исполнети, во меѓувреме не се градени поголеми капацитети налик на овој нашиот Кумановскиот. Постојат приватни домови за стари лица, меѓутоа тие се со мал број на соби, исто така износот за престој кој што се плаќа таму е значително поскап, така да ние остануваме како така некоја опција која што е прифатлива за граѓаните на целата држава. Да. Неодамна при посета на вашиот дом имав можност да поразговарам со дел од корисниците. Тие се особено задоволни што во последно време навистина е вложено и во самото дворно место. Имат и одредени графити кои што претпоставувам се нови, изработени од наши веројатно уметници, така, кумановци. Видете, корисниците, значи, се задоволуваат со малку, не бараат многу, меѓутоа ние како екипа, како менеджмент вработени таму, знаеме многу добро што му фали на домот, знаеме што треба на некој начин да се подобри за да условите за престој бидат уште подобри. Самите корисници од сето она што досега се правеше, поготово од дворното место, се многу задоволни.
затоа што едноставно дворното место доживеа еден процут, сета она урбана опрема која што беше застарена и која што беше подклекната на забот на времето, беше сменета, плюс тоа беа додадени и некои нови клуби, еден поголем летниковец, каде што буквално поголемиот дел од годината корисниците го поминуваат надвор, во дружба, во, не знам, слушање на музика, слушање на вести, забава со нашите вработени во домот. Така да, мислам дека ете сето тоа е нешто кое што значи многу за самите корисници во установата. Да. Располагате со стручна служба која што всушност се грижи за самите корисници. Се организираат ли одредени активности, настани? Постојано, би рекол и би сакал тоа да го потенцирам, дека постојано обрнуваме внимание на она што се вика одржување на работни и работно-окупациони активности за самите корисници. Знаеме дека сите не се во можност да одговорат на една таква програма, меѓутоа во исто време знаеме дека преко потребна една таква програма каде што самите корисници нема да безделничат и нема да се чувствуваат едноставно како некорисни. Затоа и ги осмисливме овие корисници каде што едноставно ќе почувствуваат дека и се корисни и дека некој мисли за нив и едноставно им го организира нивното време. Нашата стручна служба се состои од дипломиран социјален работник и психолог. Во исто време со проширување на систематизацијата на работните задачи, која што требаше да значи исто така подобрување на условите за престој и пристапот спрема корисниците, ни уфрливме уште 2 работни места кои што се однесуваат на работен терапевт и тие 2 работни места исто така се насочени спрема на некој начин организирање на времето на корисниците во установата. Да, и здравствена служба претпоставувам постојано е достапна за корисниците. Да, во установата ние имаме значи амбуланта, имаме медицински сестри кои што овозможуваат една елементарна здравствена заштита преку делење на терапија, преврски и ред други работи од медицинска природа. Исто така, иако немаме лекар кој што е постојано вработен во установата и тоа е тешко во овие услови да се обезбеди и да го обезбеди установата, ние имаме договор со надворешно лице, лекар од општа пракса, кој што доаѓа редовно 3 пати во текот на неделата и буквално значи разговара и се грижи за сите корисници кои што се во установата. Исто така паралелно со ова ние имаме и договор со Општа болница Куманово каде што повремено доаѓаат специјалисти и кои што исто така се грижат за потребите на нашите корисници. Домот изминатиот период е вклучен во еден проект развивање сервис во домашни услови за домашна нега. Го реализирате заедно со Црвениот крст и Порака наша. Докаде овој проект, која е целта? Така, значи, ете, во низата активности кои што досега ни ги набројавме и реконструкции и други активности кои што се случуваат во домот, свесни сме дека како установа која што овозможува институционално згрижување на корисници, дека на некој начин имаме обврска да размислуваме и за вон институционален сервис и грижа на оние луѓе и наши граѓани кои што веројатно не сакаат од X причини да бидат корисници на услуги во институција, тоест во дом од институционален тип. Затоа и дојдовме до идеја или едноставно сакавме да пресликаме некои искуства од Запад, тоа се сервиси за поддршка и нега на стари лица во домашни услови, со тоа што ние нашиот проект го наградивме, каде што освен старите лица ги додадовме и лицата со попреченост, затоа што тоа е пак работата на Порака наша од Куманово и особено ми е драго што заедно со нив започнавме еден таков проект. Почетоците се од 2019 година, бевме упорни да најдеме донатор, конечно, после 2 години го најдовме, значи целосно тој проект ќе биде покриен од Министерството за труд и социјална политика на Австрија. Така да, еве, очекуваме тој да започне од јануари, кога и на терен со возило обучени, сертифицирани негователи ќе бидат на услуга на нашите граѓани. Тоа е, така да кажам, една пилот група од 32 корисници од територија на општина Куманово и околината и се надевам дека тој проект како таков ќе даде на вистина еден добар резултат и ќе продолжи да екзистира и понатаму.
За крај информација за оние заинтересирани граѓани кои што се заинтересирани всушност за условите за сместување, каде може да ве најдат, да ви се обратат, дали во самиот дом? За сите граѓани кои што се заинтересирани за сместување, иако сега во моментов, значи домот е на некој начин пополнет до последно место, можат да се обратат директно во домот, значи можат своето барање за прием да го испратат на мејл. Самата постапка е многу едноставна, значи доволно е само да се појде до матичен лекар, да се побара било каков извештај за здравствената состојба на самото лице, со тој документ се доаѓа во институцијата или се праќа на мејл, како што рековме, на лице место се пополнува едно барање и тоа е се. После тоа заседава нашата комисија за прием на корисници и практично тука започнува еден прием или една постапка за прием на лице во установата. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат нашите сограѓани. Ви благодарам и вам. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.